Прва сакам да кажем тоа што денес се случи на трибина, убава атмосфера, тоа е многу добра за ракомет и ние сме сакали би да сегде да види таква атмосфера, беше многу убава да играш и да ја чувствуваш таа тензија. Што се однесува од предност, како што кажат сите, мислим дека уште рано да збориме за тоа и уште има цела полусезона многу надпревари, да имаме предност, ама никој не гарантира дека она веќе како доби на титула. Што се однесува со надпревар, водивме, мислим, 58 минути, контролиравме и на крај имавме среќа да не загубиме. Мислим дека такви надпревари кога ти водиш треба да завршиш во своја корист, иначе како се развивал надпревар, ние сме можеле да изгубиме, можеме да победиме и тоа што се случи нерешено, мислим дека најреален резултат за денес за тоа како се развивале. Мислам, че еден поинаков Вардар тука, без Тимур Дибиров. Сега еден поинаков, имаше и 5 разлика во прво полувреме. Беше проблем мотивот, беше проблем тренерот, беше проблем тактиката, противникот. Јас би не сакал вопште да фрлам неки камења во предходен стручен штаб, он работел на свој 100%, тоа што ние сме имали такви резултати, тоа е тоа сите криве, и тренери, и играчи, така да ова не е наш клуб, ова има газда на овој клуб и он одлучуваат како ќе биде, кој ќе водат и како се во иднина изгледат клуб. Тоа е прва. Втора, поинакво изгледал Вардар тука без мене. Се случува и верујте мене, мислим дека само екипа може да игра добра заедно и може да победит. Има ли неки играчи во состав? Нема ли, мора да играт константно и така. И тоа само тако испала дека ја не сум беше тогаш во битола, мислим, никој не гарантира дека и со мене би не изгуби. Така да никогаш не знаш. Јас се надевам да ово последен пат кога е оставил екипа без себе и да се до крај помине добро. Последни 2 секунди пенал Тимур Дибиров да шутира за изначување. Имаше ли трема? Знаеш точно каде ќе шутираш? Знаете, никогаш пред не знам и во такви ситуации не слушам ништа. Ни сала, ни своји играчи, не концентрирам и правим тоа што правим најдобро. Може да се случи да нешто не испадне добра, ама ја цел живот работам таа работа и се надевам дека во најважен момент тука да не промашам, не знам, или не изгубим концентрација. И за мене важно е да остал ладен во таа ситуација и помогнав на екипа. Фала и на вас.